Среќата ги прати упорните. Најголем неуспех е да не се проба. Ова е паролата на Маја Кировска, дизајнер од Тетово. Незината посветеност и напорна работа ја направи нејзината успешна приказна на жена предприемач која отворила собствен бизнис. Приказната започна уште многу одамна. Значи, мојата баба била самоука, шивачка, потоа традицијата ја продолжува мојата мајка, која што исто се има школувано надвор од Македонија. Потоа настапувам јас, отидов уште подалеку на студии, значи во Љубљана. Таму завршив дизајн по текстил и облека. И така, по различни перипети и идења и доаѓања од државата и конечно се смирив во родното место и се одлучив на ваков чекор, значи некој период да се биде и да се успее тука. Имам соработувано, значи со доста познати дизајнери од Љубљана, претежно млади. И така, мислам, од тие соработки исто така, значи се имам стекнато со доста големо искуство, значи секое искуство е бенефит за понатамошна работа. Студиите ги завршува во Љубљана, но се враќа во своето родно место за да отвори ателје. Засега тука се изработуваат и продаваат исклучиво свечени фустани венчаници кои се нејзини лични креации. Во Тетово има доста свадби, значи сметам дека Тетово е супер град за започнување на бизнис, пред се затоа што е густо населен град, значи таму каде што има луѓе нормално има и поголема можност за успешна работа. За сега интересот е доста голем. Значи јас искрено се изненадив и ми даде дополнителна мотивација, значи за понатамошна работа и сметам и мислам дека луѓето кај нас веќе значи ја ценат дизајнерската работа. Кировска отвара фирма со помош на поволностите кои ги нуди Бирото за вработување. Добива грант, а средствата ги користи за набавка на потребните машини. Ги добив средствата што се неповратни за самовработување и плюс дополнителни средства, грант, значи неповратен, бидејќи вработив плюс едно лице. Најголем дел од средствата ги наменив за машини, бидејќи тие се и најскапи и најпотребни, потоа за адаптација на работниот простор, значи нешто отиде за фискална и за материјали. Дополнителните средства, значи комплет идат за набавка на материјали. Проектот за самовработување трае од 2007 година. Низ него поминале многу поединци кои сакале да отворат собствен бизнис, кој понатаму би го прошириле со нови вработувања. Овие успешни фирми се над 72% на нашиот пазар на труд, односно и низ контролите и мониторинзите кои што ги правиме ние на лице место, увидуваме дека овие фирми остануваат на пазарот на труд и после втората година успешно да стопанисуваат, запослуваат втори, трети лица, се шират, така да успешно допринесуваат на пазарот на труд со нови вработувања. Значи првиот циклус мора да кажеме дека регистрира 35 фирми, 35 самовработувања со успешни бизниси, а во вториот циклус 32 фирми кои што успешно се надеваме дека веќе при крајов на месецов ќе ги потпишеме и договорите и со преку регистрацијата ќе направат вработувања во своите новоотворени фирми. Исто како Кировска, во Тетово има уште многу бизнис приказни кои можат да станат успешни преку ваквите проекти за самовработување.